Пред истекот на рокот на исплата, повторно се очекуваат проблеми со К15 во текстилната индустрија. На ова алармираат од Сдруженијето Гласен текстилец, од каде будно ја следат состојбата и поплаките во врска со исплатата на регресот. К15 сега ќе почнуваат пак проблемите, имаме најави за дека работодавачите нема да исплатат пак К15 тие работи постојано се случуваат секоја година во одредена сезона, имаме проблем. Или со годишен одмор, или со исплата на регрес на годишен одмор, познатиот К15. Ова и многу други теми и актуелни проблеми, како што се работничките права, недостигот на работници и слично, ќе бидат теми на дводневната текстилијада, што годинава втор пат се случува во Штип. Во склоп на неа се организираат повеќе дебати. Првата ќе се одржи утре со почеток во 13 часот. На која ќе бидат присутни Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт како модератор на истата дебата. Понатаму градоначалникот на општина Штип, господин Благо Бочварски. Исто така веќе најавен и министерот за финансии Драган Тевдовски, како и шефицата на кабинет од Министерството за труд и социјална политика. Во текстилијадата се предвидени 13 настани за 2 дена. Освен дебати и работилници, има предвидено и други активности. Ке имаме ликовна работилница, изложба на академски слики на Вангел Крстиновски, кој што е студент на Ликовната академија. Како втора изложба која што ќе ја направиме на оваа текстилијада, тоа е изложбата насловена како Штип некогаш текстилен град. И таа изложба ќе ги опфати сликите од некогашните комбинати Македонка и Астиба. Во меѓувреме, работниците од текстилната и кожарската индустрија добија и свој весник. Сакам да го представам првиот весник на текстилните работници, кој што е направен за луѓето од текстилната и кожарската индустрија во источниот регион. Истиот е произведен од текстилните за текстилните работници и со радост може да потврдам дека после 25 години 2 пати годишно текстилните работници ќе може да дојдат до информации директни и истиот ќе биде делен во источниот регион. Годинава настанот се организира под мотото Културата и младите за промени. Финансиска подршка во организацијата даде и општина Штип со одвојување на 100.000 денари од буџетот.